И на 7-миот ден, што направи Господ? Се одмори. Зошто беше уморен? Читавме сега, мислам дека беше последниот коментар од стихот од петокот, дека таму вика учењето нема да ни ја троши силата, енергијата, нешто така беше во тој контекст на новата земја. Не знам Адам и Ева на почетокот, кога ја обработувале градината, дали чувствувале умор, дали имале потреба од одмор. Веројатно не, но нам, смртници на оваа планета, ова ни е и текако потребно и толку е важно, зачудувачки е многу важен одморот, кој што во денешното темпо на живење навистина се повеќе луѓе имаат проблем со ова и затоа и еден куп здравствени проблеми доаѓаат токму од недостаток на одмор. Како што кажав, и ќе видиме дека овде не спаѓа само добриот сон, спињето. Се разбира, дека Господ не се одморил затоа што почувствувал умор, туку едноставно го одделил тој ден, го посветил, за да едноставно уживаат заедно со Адам и Ева, кои што го биле створени, во претходниот ден, да уживаат во земјата и сето она што било создадено на земјата. И знаеме ние дека денеска го чествуваме, го светкуваме саботниот ден, меѓу другото и од тие причини, да се подсетиме на Господа како Творец и да го славиме Него како Творец, но и Откупител, поради падот во грев и неговиот план на спасение. Ако забележиме од самиот старт, кога читаме, со создавањето на нашата планета најпрво доаѓа што? Самиот Господ ни дал пример. Работата први доаѓа. За да имате потреба од одмор, да дојде, да легне одмор, да кажам, соодветно, најнапред доаѓа работата. Господ 6 дена работел и потоа се одморил. Овој принцип е неверојатно многу важен за нашето здравје. Без разлика дали имаме физичка или ментална активност, зависи од тоа каква ни е дејноста, потребно е енергија. Трошиме енергија и за едното и за другото. И обете активности создаваат отпадни материи. Со трошењето на енергијата и акумулирањето на тие отпадни материи во организмот, ние чувствуваме всушност замор и не е потребен одмор. За време на одморот, потрошената енергија се повторно се враќа, ги полниме батериите, отпадните материи исчезнуваат. И сега постои тука важна разлика меѓу физичката и менталната активност, затоа и треба и често пати, и Елен Вајт зборува на оваа тема, да се комбинираат. Зошто? Затоа што при физичка активност ги релаксира мускулите, но менталната создава мускулна тензија. И затоа, ако имате ментална активност и тоа продолжена пред се чувствува напнатост, тензија и ви е потребно, затоа веќе зборувавме некој тип на физичка активност. Дори тогаш спомнавме за тоа нешто. Одморот и сонот зависат од нашата способност за релаксација. Напнатата личност не може да се релаксира, а со тоа всушност и не може вистински да се одмори. Токму во нашето денешно општество доминираат овие ментални активности и го има недостатокот на физичките активности, затоа ни се потребни физички вежби, како што кажавме. И тоа вистински физички вежби за да се релаксираме, да се одмориме и да го спречиме заморот. Заморот е всушност самиот по себе појава која што служи за да не заштити и да ни даде до знаење дека ни е потребен одмор. Инаку би се преистрошиле. Има луѓе кои што работат и не знаат да застанат. И вели идејата да се игнорира овој сигнал, самиот замор, или да се обидете да го спречите со употреба на дроги, на различни, не е добра и е тотално погрешна. Кафе, знаат да користат луѓето, бојаги да го надминат заморот, меѓутоа
со тоа само создаваат, значи моментално само некоја стимулација чувствуваат, а никако одмор, никако да ја повртат енергијата. Се позаморни и позаморни стануваат, па со кафето и цигара. И на тој начин способноста за делување за работа се намалува со текот на времето. И не само тоа, туку и додатно кафето и цигарите ги трошат резервите, резервната енергија. Затоа заморот се зголемува. Постојат и други фактори кои можат да предизвикаат замор, како што се прејадувањето, недостатокот на вежби, стресот, одстојаниот воздух, затоа треба да проветруваме или да сме често и почесто надвор, како и недоволното пиење на вода, исто така. Видите како сето тоа е ускладено и компонирано. Познат и така наречениот патолошки замор, кој би можел да биде предизвикан од болести, како што се анемија, срцеви маани, намалена функција на тиреоидната жлезда или адреналинот, рак или било која хронична инфекција. Значи, ако чувствувате постојано замор, тогаш наистина треба да се позанимава и лекарот со вас и да видите кој е проблемот. Потребна е рекреација, значи во одмор спаѓа и добро осмислена рекреација и тоа е одмор. Меѓутоа, не станува збор овде за, ти кажеме ние како христијани, меѓутоа не само како христијани, туку и научно тоа може да, искуствено можеме самите да кажеме дека за рекреирање не се добри спортовите кои што се од надпреварувачки карактер. Затоа што таму може да се случат разноразни работи, се и се што, па да таа рекреација не биде баш онаква каква што треба. Можете едноставно да отидете, да прошетате, да направите прошетка, брзо одење, како што зборувавме за време на физичките вежби, и да се гледа нешто што е поевтино. Значи. Ваквите активности треба да се случуваат почесто и да бидат со пократко времетраење, значи да не претеруваме, затоа што, знаете, некои луѓе ќе отидат на одмор и ќе дојдат, ќе се вратат изморени од одморот, ќе им треба да се одморат од одморот. Добро, овој дел повторно спаѓа во тој дел на ментални активности и физички активности, значи се вели за земјоделецот или дзидарот, одмор може да биде едноставно читање на книга. Тоа е релаксирање, но за еден канцелариски работник или продавач или било што, одмор може да значи зајакнето пешачење на планина. Значи, во зависност од тоа какви активности имаме. Нашата способност за одмор исто така зависи од нашата способност да ја нагазнеме кочницата кога тоа е потребно. Некои покрај вообичајната работа работат и дома, започнуваат да работат и никако да остават сечи, никако да не можат да престанат со работа, тоа ќе го кажавме. Некој старец, кој го прашале која е тајната за долговечност, одговорил: кога се работи здраво. Нема да ми се налюти брат Раде ако кажам кога се работи како радешто работи. Но кога се одмора безгрижно. За да навистина ги наполните батериите. Други добри начини за релаксација може да бидат топла купка или топол туш, седење или лежење, слушајќи смирувачка музика или читајќи нешто возвишено, значи музика. Знаете како Давид што му свирил на Саул, па да истера се што е лошо од главата. Значи, смирувачка музика. Други форми на релаксација се разни видови на хоби, кои што не се пропратени со стрес. Шетање, значи, во природа, рековме, вршење добри дела, правење добри дела за некого. Молитвата исто така може да биде релаксација. И навистина, ако погледнеме целото наше тело и органи, им треба одмор и имаат одмор, одмараат во еден дел. Срцето се одмара меѓу секој удар.
Белите дроби меѓу секој здив. Исто така и стомакот, доколку му возможиме, ќе одмара. Знаете како беше правилото, колку треба? 5 часа барем да биде растојанието меѓу два оброци. Централниот нервен систем се полни во текот на спиењето. И така натаму. Сега, одморот и релаксацијата не можат да се заменат со спиење. Спиењето е веќе посебен дел од одморот кој што е многу битен. Човечките суштества се створени да бидат будни во текот на денот и да спијат во текот на ноќта. Така сме создадени. И не е чудно што денеска некој ќе рече, ајбе, си легнуваш со кокошките. А како легнувале старите наши? Кога немало телевизија и разни стимуланси, такви телефончиња, ова, она. Па да, после зајди сонце, ајде да речеме, некој период. И станувале рано, во мугри, и се фаќале за работа. И еве денеска некои од тие живеат, се уште се живи. Еве сестра Менка кај нас, пример за тоа. И мнозина. Будноста и поспаноста вообичаено се контролирани од ензими и хормонски систем во телото кој останува прилично непроменет, дури и кога личноста престојува изолирана во тотален мрак или на постојана светлина. Знаете, луѓе кои што живеат горе, таму, Шведска и нагоре, кои што имате по 3 месеци ден или после 3 месеци ноќ. Значи, тоа е систем кој што едноставно прецизно функционира. Овие внатрешни часовници може да се поместат за некој степен, поназад или понапред. Меѓутоа, ако ги игнорирате, нема да останете без негативни последици. Не спиете една вечер, другата, третата, па ќе видите. И јас, да ви кажем, една вечер, ако не се наспием кој што треба, веднаш осеќам. А колку е доволно сон? Знаеме ли? Пута 2. 4 часа е многу малку. 7 најмалку. Сега веќе натака најмалку, значи 9-10, тоа е веќе исто може да штети. Тоа може исто да штети. Значи не сме бебиња. Се вели овде, заради тоа поместување на часовникот или ако многу негативно влијаат оние дејности и работи кои што се во смени. Јас во мојот живот го имам почувствувано тоа, значи како е да се оди трета смена. Поготово тие први денови на почетокот, кога го искусив тоа, не можев да спијам, значи. Ќе дојдев дома, ќе легнев таму во 7 и ќе се разбудам во 9. Не можем да спијам. Организмот се навикнува по тоа, меѓутоа проблематично е. И такви луѓе кои што работат по смени, овде се вели дека се склони повеќе да испијат некоја шолја кафе за да се одржат во будна состојба, значи стимуланси им треба, или некоја чашка алкохол, или таблети за спиење и така натака. Ајде да видиме некој цитат, која сме веќе кај спиењето. Ова на сите нас не е добро познато. Ова го вели Елен Вајт, меѓутоа ова е потврдено научно. Спиењето пред полноќ вреди многу повеќе од она по полноќ. 2 часа добар сон пред 12 часот вреди многу повеќе отколку по полноќ, односно двојно. 2 часа, значи ако си легнете барем во 10 часот најкасно, тоа е можеби најдобриот термин, тие 2 часа од 10 до 12, тоа спиење вреди како 4 часа после 12. Овде вели, 9 или повеќе часа на спиење може да предизвика послабо здравје, а пак 6 или помалку часа предизвикува многу слабо здравје. Значи, ненаспаноста делува многу полошо на здравјето. Отколку еве да речеме ако си излежавате некојаш многу повеќе, меѓутоа сепак и тоа не е добро. Сонот како пријатна природна обнова го закрепува и зајакнува измореното тело и го подготвува за утрешните должности. Тоа е тоа полнење на батериите, што кажат.
Ево и часовникот, баш сега го забележа, значи колку е тоа? 10 часот и 5 минути. Време за во кревет. Или 9 во кревет, што вели Нихат. Мојот живот денес, бидејќи процесот на изградба на телото се одвива во текот на часовите на одмор, од суштинско значење, особено во младоста, спењето секојаш да биде редовно и изобилно. Сега да видиме некои проблеми, некои работи што ги правиме, можеби кои што штетат на добриот сон. Овде се спомнати младите. Некои од младите се спротиставуваат на редот и дисциплината. Тие не ги почитуваат правилата на куќниот ред за времето одредено за утринско станување. Значи, ово станува збор за станувањето од кревет. Може да предпоставиме зошто имаат проблем младите да станат. Тие лежат во кревет неколку часа по разденувањето, кога сите треба да бидат на нозе. А наполно ги држат светилките запалени, користејќи ја вештачката светлина наместо дневната светлина, со која природата не снабдува во предвидените часови на денот. Дневната светлина е таа кој што Господ ни е дал за да функционираме, да работиме. Вештачката не може да се спореди со дневната. Дури и тука има разлика, сум читал дека ова жолта светлост, тамо до 2000 Келвин или како ја рачунаат, е многу подобра, од е слична на дневната, отколку онаа бела. Значи, кога земате лед светилки, подобри се оние до 2700 Келвин или така некако беше. Продолжува цитато, вели, нашиот Бог е Бог на редот и тој сака неговите деца да се доведат во ред и под негова дисциплина. Зарем нема да ни биде подобро ако раскинеме со оваа навика на претворање на ноќта во ден и свежите утрински часови во ноќ? Ако младите формираат навики на редовност и поредок, на ред, тие ќе го подобрат здравието во духовноста, меморијата и склоностите. Значи, повеќе кратна е користа на, значи, она нормално спиње што се вели, значи, легнување на време, еве нека биде 10 часот и станување таму во 5-6. И со тоа ќе ги имате тие 8 часа спиење и ќе станете баш со дневната светлина. Сега ова е исто еден проблем. Доколку земате трет оброк, тој треба да биде лесен и неколку часа пред заминување во постела. Сега некој ќе рече, па да, ја во 12 ќе се легнам, па во 10 може да јадам. Меѓутоа, кај многу несрекници, заморениот желудник може напросно да се жали, барајќи одмор. Во него се внесува повеќе храна, која ги става органите за варење во движење, за повторно да ја вршат истата работа и за време на спиењето. Знаете дека е намалено функционирањето на сите органи. Сонот на таквите луѓе често пати е пореметен со непријатни соништа, кошмари, и наутро тие се будат неосвежени. Се јавува чувство на изнемоштеност и губиток на апетит. Низ целото тело се чувствува недостиг на сила. За кратко време органите за варење се исцрпени, бидејќи немале време за одмор. Овие луѓе стануваат несрекни диспептичари. Диспепсија е, значи, лошо варење, лошо се вари храната, кои патат од лошо варење и се прашуваат што ги направило такви. Причината предизвикала сигурни последици. Да, едноставно сме во оваа машинерија е создадена соодветно и треба соодветно да ја користиме. Ако ја оптоваруваме, оптеретуваме или злоупотребуваме на било кој начин, последиците се тука. Исто добро за нешто што треба да се стори за да имаме добар одмор се и дневните вежби. Запомнете дека работата секојаш доаѓа пред одморот. Тоа го спомнавме веќе. За вистински одмор потребен е длабок сон и мирна околина. Според тоа, најдобро на село. Затоа што ќе слушнете таму ноќта? Животните спијат. Се спие. Вревата во градските средини се зголемува секоја година. Може би не сме ни свесни за сите звуци што доаѓаат до нашите уши,
но тие сепак можат да влијат врз нас правејќи не напнати и нервозни. За спиење подобро е да облечеме пижама или топла нокница и да користиме полесни покривки, отколку некои тешки кебиња. Ќе спомнам брат Гоце овде, нема да ми се наљути. Често пати се слушаме и знае така покасно да, нешто од штедење или така натаму да го запали шпорето дома и ќе му се јавам и кај си под Јорган планина. Дајде да не ги спомнуваме сите овие детали. Околу она дневно, како се вика на македонски, дневен одмор, дремка, ајде, да. Подобро е пред ручек, отколку после ручек. Колку потивка и потемна е спалната, толку спењето е подобро, значи без оние стимуланси, било какви. Електронските уреди посебно сметаат, меѓутоа, некако сме се навикнале. Неаме навика, меѓутоа, мислам дека и рутери и такви работи треба да се исклучуваат ноќ. Ама ние не само што не ги исклучуваме, туку и телефонот ни е на метар два и ден, Facebook, не знам, Viber, не знам што, ако не го исклучите звукот. Таблетите за спиење го менуваат циклусот на спиење и го намалуваат времетрањето на фазата на спиење, наречена REM, Rapid Eye Movement, доаѓа од таму, или тоа е фазата баш кога сонуваме. Тоа е таа длабока фаза која што мора да ја постигнеме, инаку нема да можеме да ги наполниме батериите однака до максимум. Доека телото се обидува да го надополни времетрањето на оваа фаза, се почеста е појавата на сониште и ноќни мори кои што дополнително го нарушуваат спиењето. Затоа треба да се избегнуваат тие таблети за спиење кои што навистина во ова денешно време толку многу се користат. Треба да се најде причинителот, треба да се најде причината зошто можеби имаме несоница, тешко спиеме и така натаму. Вели, неследењето на една добра уредност во спиењето е одговорно за повеќе од 60% на сите неправилности. Дрогите, лековите кои што ги взимаме преку денот, исто така делуваат на сонот, може да делуваат. Грижите и неспокојот се главни причини за несоница. Депресијата го скратува спиењето во утринските часови. Најзастапени симптоми што се јавуваат како последица на нарушеното спиење се депресијата и апатијата, прошарани од време на време со раздразнетост и агресија. Најдобар начин за опоравување од лошата ноќ е промената во распоредот и едно кратко 30-минутно преспивање преку денот, значи онаа дремка, под услов тоа да биде пред ручек, како што кажав. Ако некој има проблеми со заспивањето, се препорачува земање на чај од хмелј пред спиење. Или може да биде тоа она неутрална блага купка туш, исто тоа помага да се релаксирате. А не е препорачливо да испаднете надвор и да испешачите 5-6 км пред спиење. Значи тоа спаѓа во утринска физкултура или физичка активност. Че не треба да го преоптеретуваме телото, туку да го релаксираме пред спиење. Грижите. Можеме ли да помогнеме, да си помогнеме самите на себе околу грижите? Што ако се грижиме? Самиот Господ ни вели дека сите грижи треба да ги предадеме на Нему. Мора да се соочиме со причината за нашата загриженост. Доколку имаме проблем со некого, тогаш што? Треба да го разрешиме проблемот. Што ни вели Светото писмо? Сонцето да не зајде во вашиот гнев. Ефесијаните 4:26 треба да ги решиме меѓусебните проблеми.
Доколку се соочуваме можеби со некои финансиски проблеми, некои други околности, треба да сториме се што е во наша мок и останатото да му го препуштиме на Бога и да не се грижиме и за тоа. Значи, одморот всушност значи прекинување на сите активности, како еве Господ што се одморил, да кажем. Прекинал со активностите, не мора да значи дека тоа е само спиење. Значи, релаксирање. Но исто така значи и прекин на нашите секојдневни грижи, ако сакате да одморите, како што треба. Знаеме дека живееме за денешниот ден, утрето не е наше и затоа не треба ни многу да се грижиме, да предадеме се во Божи раце. Што вели Господ во Матеј 11 глава 28 до 30 стих? Дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, а јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души. Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Не спомнавме овде за мелатонинот. Значи, тој тука баш се лачи тие првите часови пред полноќ највеќе се лачи, кој што исто така клучен за обнова на таа енергија. За да имаме добро лачење на мелатонин, треба да имаме доста витамин D, значи треба да бидеме и присутни дел од денот и надвор, на сонце. Видите како е многу поздрав тој начин во природа, кога се занимавате со некои такви активности што се надвор на отворено. Не знам, може би нешто испуштевме, меѓутоа тоа е тоа, од прилика видовме колку е значаен одморот, како еден од тие 8 доктори или 8 здравствени закони и не треба да го занемаруваме. Навистина е многу битен. На крајот, сладки сништа.